велат дека кој не ја признава за Божјо Слово или буквално значењето на прва Мојсиева, не може се нарече верен христијанин или воопшто библиски верник. Како што гледате овие стихови се од прва Мојсиева за градбата на Вавилонската кула. Јас на времето, кога прв пат ја читав Библијата и уште не верував, ми беше како некоја бајка, некоја легенда, но дури и после, кога почнав да одам во црква, ми беше чудно зошто Бог е расипувач на забави. Луѓето фино се сложиле, се изградиле град, кула, сакале да бидат едно, да не се растурат, да си стекнат славно име. И тогаш проповедникот Грозданов Страхил би рече, па секое здружување на луѓето не е заарно. И навистина, ако луѓето се грешни, зашо ќе се здружат? Има здруженија за крадење, распределба на дрога. Значи, Бог видел во овој настан нешто лошо. Тие сакале да направат една цивилизација хуманистичка, во чија центар ќе биде човекот и кој ќе биде владеена од еден човек. Во второ читање, маце грешка беше во цитатот, нешто сум сгрешил овде. Не требаше 6, требаше 9 глава, или не 10. Таму зборува дека од Хам се роди Куш, а од Куш го роди Нимрод. И кажува дека Нимрод бил првиот диктатор. Фактички тој бил водач на таа, да речем, побуна против Бог во Вавилон. Самото име Нимрод значи тој ќе се побуни. Значи он е бунтовник против Бога. Интересно е да забележиме дека се смета, судејќи според генеалогиите што се дадени во Библијата, дека предпотопната цивилизација од Адам до потопот трајала околу 1650 години. И бидејќи луѓето таму живееле скоро 1000 години секој, или 900, така нешто, то било страшна некоја голема и техничка моќ на таа цивилизација. Има големи достигања. И ден денеска може да се најдат остатоци на градови под морето или во некои места што луѓето денешни не можат да дадат објаснување од каде тие градби, од каде тие остатоци. И потоа ние гледаме, Бог не бил никогаш пасивен, он сакал да го спаси човекот, меѓутоа Бог прави и казни на луѓето. А казните Божји се навистина тешки, ама се спасоносни. За човекот се добри, а човекот кога ропта против Божите казни, го снаоѓа уште нешто полошо. И отприлика Бог, значи, долго не ќутел према луѓето, сакал да ги спаси, од завршување на потопот па до Аврам некаде, кога Бог директно делувал во човечката историја, има околу 350 години. И тогаш уште биле живи патриарсите. Ној бил уште жив, зашто 600 години имал кога почнал потопот, уште 330 години живел, така нешто. Така да имале они, јако немале пишан Божји збор, имале усмен пренесен Божји збор. Меѓутоа, тие тоа го презреле и како што беше третото читање, кога Бог после потопот им рече распрснете се по земјата, тоа беше за нивно добро, но тие решија да направат град и не само град, него да направат и кула, чии врв досега до небото, или според некој горе имало храмче некое, кое служило за богослужба. Меѓутоа, каква е таа богослужба? Не е по волјата Божја. Значи, овие луѓе, овие така да речам,
хуманистичка цивилизација, која уште ја би го нарекол првиот нов светски поредок, значи сите да бидеме едно, не биле, како да кажам, атеисти, меѓутоа не биле теисти за вистинскиот Бог. Тие имале некоја побожност, но не била по волјата на Бога. Фактички тие ги обожавале сонцето, месечината, звездите, созвездијата. До ден денеска зодијакот, како едно суеверие, се смета дека доаѓа од Вавилон. И не само тоа, низ целата Библија символ за Божиото, за Божиот начин, за Божиото методи е Ерусалим, а символ за сотонските намери, методи и пракси е Вавилон. Дури тоа најубаво се гледа и во Откровението, каде е представена блудницата мистери, тајната Вавилон, големиот. Значи, има тука многу да се научи, многу да се сознае во овие настани. Еве тоа е. Тука е читање за читање за Вавилонската кула. Потоа е за овие вторите читања за потеклото на Нимрод и за Божјата наредба се распрснат по земјата, но тие не ќе се распрснат, сакале си створат славно име. Дури јас, како неверен читав, онака од радозналост, мислев колку ме возбудуваше тоа, вика, сега луѓето, Бог рекол, сега луѓето што и да помислат ќе успеат. И тоа ме интригираше, си рекол, па што можат луѓето да успеат, веројатно да го освојат космосот. Меѓутоа, овде веројатно не се мисли на тоа, него се мисли дека ќе успеат да направат таа безбожна цивилизација, која ќе биде на штета на луѓето. Во средниот век уметникот Петер Бројгел е нацртал оваа слика според неговата замисла, дека вака изгледала според инспирацијата на уметникот Вавилонската кула. Позната е оваа слика. Меѓутоа, најверојатно кулата изгледала вака, бидејќи и на други места во Месопотамија се најдени вакви кули, наречени зигурати, значи теме горе бил тој храм во кој се извршувале мистериозни богослужби. И има многу вакви. Меѓутоа, до ден денеска во Вавилон и навистина темелите на таа кула може да се видат и на Google Earth, ако човек го побара Вавилон. Меѓутоа, што е интересното сега? Дали знаете што е оваа зграда? Ова е зградата во Страсбург на парламентот на Европската Унија. Со ова, како да сакат да кажат, зградата има форма на кула, која е недовршена горе, као беаги недовршена, демек сакат да кажат, тие не ја завршија кулата, ама ние ќе ја завршиме. Еве во друга перспектива, со знамињата на Значи, Бог испаѓа као растурач на забави. Божиот суд е тежок за поднесување, но е корисен и спасоносен за луѓето. Ние од Библијата гледаме два паралелни процеси на земјата. Сотоната сака да изгради царство преку побуната на луѓето, Бог гради царство преку послушноста на луѓето. Овие две царства се непријателски едни на друго. Сотонското во крајна линија ќе биде уништено, така не учи Библијата, а Божиото во крајна линија ќе успее. Бог ја кочи изградбата на Сотонското царство во текот на историјата, но во последно време ќе го допушти за кратко време да успее, за на крајот да го излее својот суд врз него. Првата реализација на
така речем, новиот светски поредок, односно единство на сите луѓе, била доброволна. Рекли, ајде сами да се организираме, да направиме. И последната и конечната, најверојатно ова сега, е доброволна. Во меѓувреме имало многу обиди луѓето да направат единство, обично тоа го правиле со војна. Во целата историја од тогаш до сега со војна, и ќе видиме ние повеќе примери за такви царства. Меѓутоа, кои се целите на новиот светски поредок? Да има една политика, еден владетел, диктатор. Една економија, едни пари, едни начин на плаќање, една религија, таа идеопоклоничка религија, еден јазик за комуникација. Со казната при Вавилон Бог го отежна создавањето на вакво единство или нови светски поредок, бидејќи им ги измеша јазиците. Интересно што луѓето до ден денеска немаат вистинско одговор зашто постојат јазици и зашто постојат нации. Ти имаат некоја објаснување од теорија на еволуцијата, дека на разни места живееле, немале контакти и така натаму. Меѓутоа, ова е едино вистинско објаснение за разните јазици. Бог намерно направил тешкоти во комуникацијата на луѓето. И како сите денеска викаат дека најголема карактеристика на една нација е јазикот. И тоа е точно. Разните нации, национални култури, држави и територии, луѓето се приморани на размена на добрата трговија, бидејќи секоја нација има други ресурси и секоја нација има друга територија. Народите помалце и се плашат едни од други, има тешкоти, али ова причина, сега што ја кажам, има тешкоти да се уништи Божјото семе, односно верните луѓе да се уништат кога луѓето се поделени на нации. Зашто кога сите би биле едно, и ако диктаторот речи вака ќе се верува, никој не може да се спротивстави. Вие знаете од поновата историја, да речеме Наполеон тргна да го освојува светот, меѓутоа Бог го подигна, руската нација подигна да го победи Наполеон и не се оствари. Тие има некоја идеологија просветителска, не знам каква, материалистичка. Хитлер исто така бидејќи Бог го подигна руското племе да го победи. Но ако овие сега успеат, кој е тој што ќе ги победи? Ако само Бог. И ќе заврши човечката историја. Значи, тоа е превентива да не се уништи Божјото семе. Овде е представена на слика, стилизирано истата кула на Бројгел, меѓутоа тука не е многу јасна сликата, долу се една група луѓе, свима сите, не се гледа добро, коцкаста глава. Ова е по некој повод јубилеј на Европската Унија, горе се гледа 12 звезди, символот на Европската Унија, а бројот 12 во Библијата е символ за идеална управа. Како може, јас често се прашувам, како може да знаат се она што е од Библијата, обично и лошо да го копираат. Денеска луѓето се забавуваат со вампири, духови, филмови, се она што е лошо во Библијата, они го зема за забава. Сега, има тука многу голема символика, дури јас сум гледал таа слика на една поголема представа, еден човек држи едно дете, неговата глава е округла. Што значи тоа? Нели Светото писмо не вика немојте да бидете во калупот на светот. Значи они сакаат да го направат секој човек исто да мисли
да има исти идеи, исти ставови, да му биде главата коцкаста, како во калап. А Бог не учи да не бидиме во калап. А воопшто и кулата, има тука една символика, се гради од цигли печени, а циглите се прават во калап. Во калапот може да ставиш и символ на Творецот. Например, денеска во Вавилон може да земиш цигли кај што е името на Навуходоносор. Меѓутоа, Божјата кула, да речем, Божјата зграда се дзида од камења кои Бог ги клеса, но не сите исти. И ние никогаш нема да биме сите исти. И вечно ќе останеме различни, ќе имаме своји карактеристики, додека ова кула е направена се од исти цигли, печени во оган. Сега, денес условите за создавање на новиот светски поредок се многу поволни. Јазичката бариера е во доволна мера срушена со помош на компјутерите и развиените средства за комуникација. Вие знаете дека со компјутерите може од било кој јазик на друг да се преведе, иако има грешки, сепак не е баш 100% правилно, меѓутоа се гледа дека многу вести што се даваат на интернет се преведени машински. Фактички, денешниот човек сака сите оние казни, елементи на казна што се во Вавилонската кула, да ги премавне, да ги уништи. Да речеме, вакви пароли би се... Да нема нации, например. Денеска многу се изјаснуваат дека не сака да биде припаѓа никаква нација, вика јас сум земјанин. Една политичарка во Македонија изјави, не сакам ја да бидам ни ваква ни таква, јас сум вика земјанка. Меѓутоа интересното во Откровението, таму од 6 до 19 глава, кај што почнуваат казните, нигде не се спомнува друго име за оние што живеат на земјата, него само земјани, вика. И падна, вика, град на оние што живеат на земјата. Тие се земјаните. Ние сме повикани да не бидеме земјани, да бидеме нешто повеќе. Со лесното патување на големи растојанија, контактите меѓу луѓето се интензивираат, се рушат националните бариери преку мешани бракови. Знаењето е многу зголемено, а со тоа и моќта на луѓето и животниот век е продолжен. Еве вакви современи пароли слушаме. Неќеме граници, неќеме ѕидови, да се измешаат народите и нациите. Сакаме отворено општество. Неќеме христијанство или да создадеме една заедничка религија. Да нема расни разлики, да нема полови разлики, да нема брак, да нема казнување на престапниците, да нема смртна казна, децата да не се казнуваат и така натаму. Има еден споменик во државата Џорџија во Америка, го викаат споменик на илуминатите. Точно никој не кажува кој го направил, но тоа се едни огромни блокови што не можеш ни со експлозив да ги растуриш, и на нив има 10 како заповеди од новиот светски поредок, кои може да се најдат на интернет и да се види суштината на тие, и се напишани на најважните јазици на светот. Така тие се исправени блокови како ѕидови, слично на Стоунхендж во една ливада која е купена од тој субјект што го тоа направил, и луѓето да ги гледаат. Една од тие наредби е светот да се тежне, светот да биде составен од не повеќе од 500 милиони луѓе. Сега овие 8 милиарди кои сега има, за да 5-6 години треба да убиваш секој ден по неколку милиони. Замислите колку работа е. Нешто злобно се спрема во светот, нешто злобно, меѓутоа, фала му на Бога, он е во контрола. Замислите што тоа значи. Имаше едни луѓе, доаѓаат тука така повремено, и еднаш јас во разговор тука на ходник му реков, новиот светски поредок, вика, сакав да ги
уништи нациите и да го намали бројот на човештвото на 500 милиони. Абе вика, она првото е добро, вика, ама ова второто не чини. Дали е добро да се уништат нациите? Не е добро. И ние како христијани треба си ја сакаме својата нација, но да тоа да не прерасне во шовинизам, омора за друга нација. А да си ја сакаш својата нација е Богу угодно, бидејќи Бог ги створи нациите со судот при Вавилонската кула. Интересен еден стих од Дела апостолски 17 глава, 26 стих. Вика вака, од една крв го создаде сиот род човечки за да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времења и граници на нивното постоење. Значи, реченицата вика дека од една крв човек ги состави сите луѓе, ги направи, точно, ние сме сите потомци на Ној и неговите 3 сина, но живеат по лицето на земјата и го утврдил времењата и границите на нивното постоење. Значи, одредена нација живее на одредена територија. И сега во прошлата година, кој имаше тоа масовно миграции, кои некој ги со некоја намера ги направи, многу големи личности го споменува овој стих. И не го споменува цел, не го споменува само, вика во Библијата пишува, од една крв Бог ги создаде сите народи. Значи ние сме една крв. Па пуштете ги овие луѓе, нека се замешаат малце. А не го цитира целиот стих. Многу интересно. Низ историјата, какви реализации на новиот светски поредок имало? Ако рачунаме првиот Вавилон, под Нимрод, што го спомнавме, потоа следи хронолошки Египетското царство, Асирското царство, Вавилонското царство под Навуходоносор, Персиското царство, Грчко-Македонското царство, Римското царство. И како иднина обновеното Римско царство, кој денеска се создава пред нашите очи во лицето на Обединета Европа. Интересно е следното. Ние живееме во Средоземјето. Не е случајно тоа наречено Средоземје. Изгледа дека тоа е најважна територија на земјата. И од ова потопна цивилизација, тука почнали сите, како што самата Библија вика, со Вавилон, Вавилонското царство, тука почнало. И една цивилизација во која има подолба на трудот и технолошки брзо се развива, може само ако народот на едно место живее, да речеме во еден град. Меѓутоа, оние луѓе што ќе се одделат од таа цивилизација не можат да развијат технологија. Знаете зошто? Затоа што тие може само да собираат плодови, да ловат, а во една ваква цивилизација ќе што живеат во еден голем град, тие може да направат подолба на трудот. Еден да биде дрводелец, друг да биде ковач, трет да прави самари, четврт да се занимава со коњи и така натаму. И тогаш технолошки тие брзо напредуваат. Така да јас читав за еден, има Артур Костанце, христијански антрополог, и на интернет може да се најдат неговите дела, многу интересно. Фактички, и мене лично ми даде едно објаснување, во музеите често ќе најдете камени, секири, бакарни стрели и не знам што така, и си речиш, па може би ова е вистина што веруваат во еволуцијата. Не е точно. Тие групи луѓе што се одселиле од центарот, а центарот е на Блискиот исток, не можеле да развијат технологија. Тие живееле само од лов, собирање плодови и такви постоеле секогаш. И интересното е следното, што овие царства што спомнуваат во Данијел, фактички биле нов светски поредок, едно кратко трајно остварување, затоа што подалеку немало ништо. Имало само диви племиња, како денес што има во Амазонија. До пред 100 години
имаш еден народ див на северот на Европа, во Аљаска, во Сибир, тоа беа ескимите. През 100-150 години тие немале ни една железна алатка, а сепак живееле, биле интелигентни да ги однесиш на било кој факултет би докторирале. Зборот што ми е, дека овие царства што спомнуваат, Данијел, например, со 2 глава, во кипот што го видел Навуходоносор, тие се едно краткотрајно остварување на овој светски поредок, а тие се фактички и најважните царства, зашто подалеку и немало. Вие знаете дека во 16-15 век Колумбо откри Америка, таму виде некои царства на многу пониско ниво и беа веднаш уништени од овие доселеници од Европа, пошто беа технолошки на повисоко ниво. За Александар Македонски познато дека кога дошол до Индија видел дека нема повеќе царства да освојува и легендата вика седнал да плаче. Значи, толку бил цивилизираниот свет тука е. Значи, Бог дозволил до некаде да се оствари тоа Божјо царство, меѓутоа тие царства ние гледаме дека биле грозни, како Навуходоносор го гледал како еден славен кип, меѓутоа во другите глави на Данијел тие се представени како крволочни зверки. И такви се понашале и према Божјото семе. Божјото семе во Стариот Завет бил израелскиот народ. Како фараонот ги мачел, како ги убивал нивните машки деца, тоа е сето запишано. Значи, и Бог не дозволи да трае долго било кој од тие царства, па ги подигал наредните, да го уништат претходното и така натаму. Значи, сега би обрнал внимание малце на таа 2 глава од Данијел, каде Данијел беше побожен евреин, кој беше меѓу заробениците на Вавилонскиот цар и ги изучи сите вавилонски науки и му беше советник на царот. А царот сони еден сон во еден славен кип. Вие знаете сите таа историја, да не ја повторуваме, немаме време. А Данијел му го протумачи сонот и му рече дека ти сони еден кип, таа златна глава, то си ти, царе Навуходоносор, потоа следува друго царство, послабо од твоето, тоа беше сребрените гради, потоа бедрата, тоа е третото царство, тоа е Грчко-Македонското царство со Александар Македонски, бидејќи значи, и тие метали имаат некоја логика, бидејќи во Вавилон златото било многу ценето, во Персија среброто од кое се правиле парите, во Македонското царство бронзата од кое се правило оружјето и на крајот вика едно царство, тоа се нозете на кипот од железо. Многу страшно и многу крволочно, многу грозно. Тоа е значи Римското царство. А четвртото царство ќе биде цврсто како железо. Оти како што железото троши и дроби се, така и тоа железо што крши се ќе дроби и ќе уништува. А тоа што си го видел нозете и прстите на нозете направени дел од грнчарска глина, дел од железо, тоа царство ќе биде разделено и во него ќе остане само нешто од цврстината на железото, бидејќи си видел железо измешано со грнчарска глина. И како што прстите на нозете беа дел од железо, дел од глина, така и царството ќе биде делум слабо, делум силно. Тие се. И понатаму вика мнозина сметаат дека новиот светски поредок ќе се оствари
откако црквата ќе биде грабната. Не можеме да биме сигурни во ова и ваквото сваќање би можеле да не опушти во лажно спокојство. Денес новиот светски поредок на големо се гради, според сите показатели овој пат ќе успее и ќе трае само 7 години според Даниел 9:27. Бог ќе им го даде на луѓето она што вечно го посакуваат. Целосно единство, хуманистичка утопија во која центар ќе биде паднатиот човек, односно инкарнацијата на ѓаволот, односно зверот. Сите спомнати поговори царства представуваат една краткотрајна реализација на новиот светски поредок кој Бог го дозволил за известно кратко време. Римското царство прво се поделило на западен и источен дел и западниот политички крахирал во 6 век, додека источниот постол уште 900 години како Византија, а потоа уште 600 години како Отоманското царство. Денес на големо се работи на обнова Римското царство под името на Европската унија. Сепак, цело време Римското царство во друга форма е присутно во сите години од 6 век до денес. Вие знаете дека римското право се изучува на правните факултети, латинскиот јазик долго време и денеска во медицината се употребува, во науката, римската архитектура исто е на цена, а католичката црква или Ватикан има карактер на световна држава, има континуирано постоење до денес, има голема моќ, богатство и авторитет. Сите цареви и председатели одат кај папата на бацирака. Католичката црква и папата се меѓу главните промотори на новиот светски поредок. Исто така и Светскиот сојуз на црквите работат на единство на сите деноминации, тоа се вика екуменизам, а исто така и на единство на сите вери и религии. Некој рекол, што е вистина, дека пророчанството во Библијата е однапред напишана историја. Според тоа, дали некој овој развој може да го запре? Никој не може да го запре и христијаните не треба да се трудат да го спречат со физички средства. Има една интересна случка за од Втората светска војна. Во Германија имало еден теолог, Фридрих Бранхофер. Тој бил протестант. Не знам дали бил лутеран или некој слободен евангеликал, не знам, но тој бил многу фрустриран за Хитлеровото владење и се замешал во некоја афера за убиство на Хитлер. Меѓутоа аферата била разоткриена и тој завршил, се не знам дали со стрелање или со бесење. До ден денеска има многу таква дискусии, размислувања, книги се пишува за Бранхофер, дали требало тоа да го стори, дали не требало, што размислувал, како размислувал. Секако дека не е добро тоа што го сторил, нити пак е модел за нас. Не треба ние да трошиме време и сили во вакви работи, нити да се замешуваме во некои политички движења што, да речеме, ќе го срушат ово или оној. Само Бог може да го спречи новиот светски поредок и да изгради царство. Црквата и верните нити едното можат, нити да го срушат, нити да направат идеално царство. Кога тие би можеле, тие би ја добиле славата, а не Бог. Бог ќе ја добие славата и со рушењето на новиот светски поредок и со стварањето на неговото божествено царство. Исус Христос, кога беше на земјата, тој не ја рушеше Римската империја. Тој рече, дајте му го на царот царевото, а на Бога Божиото. Тој се грижеше за спасување на душите на луѓето. И ние треба исто така. Новиот светски поредок не е теорија на заговор, туку реалност. Сите ние овој поим сме го слушнале од устата на многу светски лидери, како например Буш, Обама, Кисинџер. Може да се најдат податоци на интернет, во Википедија за нови светски поредок. Организирани групи кои го промовираат, кои го туркаат напред, се Илуминати, Билдерберг група, Римски клуб, Трилатерална комисија, Советот за надворешни врски,
Council of Foreign Relations, па и финансиски, како што Интернационален монетарен фонд, светските банкари, како Сорос, нивните состаноци се тајни. Се гради глобален финансиски систем и се воведува cashless society, значи плаќање со платежни картички, а не со готови пари. Готовите пари овозможуваат одредена слобода, човек може да направи нешто, никој да не знае, некому да даде, да поклони. Меѓутоа, во cashless society ќе има тотална контрола на трошењето на парите на луѓето. И со тој тотална контрола на акциите на луѓето. Сакаат една светска влада, тоа да бидат Обединетите нации. Човекот без Бог не може да изгради идеално царство. Пример има од историјата многу. Например, во Дела апостолски е случајот со првата црква, која беше толку воодушевена од божествената наука, што решија да живеат заедно. Заедно да јадат, заедно да готват. И тоа што случи со Ананија и Сафира. И тоа ги отрезни дека гревот е сепак присутен. И не може да се оствари таа утопија. Има еден интересен случај, што јас скоро го дознав, дека комунистичко општество е пробано и пред револуцијата во Русија. Таа проба била со првите доселеници во Америка. Првите доселеници во Америка со бродот Mayflower биле протестанти прогонети од Холандија. Фактички тие биле и од Англија прогонети, а Холандија им давала одредени, доброто на разните нации, одредени права, привилегии, и тие со брод се упатиле на новиот континент, таму да почнат нов живот. И тие имале многу големи амбиции, мислеле дека ќе направат едно општество без греф. И дури првата зима многу тешко преживеале, едино индијанците им дале некои мисирки да се прехранат и затоа до ден денеска овие американците за Божик, за денот на благодарноста колат мисирки и го прославуваат на тој начин. Меѓутоа, ините години решиле сета земја што имаат да, не знам во која држава, дали во Провиденс, во Вирџинија, решиле да заеднички да ја работат земјата, се заеднички да им биде. Меѓутоа, виделе дека некако не оди работата, не се труделе така интензивно како што треба и не им одела работата никако. И после водачите на овие доселениците решиле секој да добие едно парче земја и секој да се грижи за својата земја. И веќе работата тргнала многу добро. И тоа е еден доказ дека сепак човекот е грешен и не може да оствари идеално општество. Само Бог може. А за комунизмот веќе знаеме, тој имаше свој развој, беше една сурова диктатура, веќе негде од 90-тите години на минатиот век пропадна и економски и социјално. Велеа дека бил научен поглед на свет, мнозина докторираа на тоа, а сега некои се уште живи, овце не ги боли, први капиталисти станаа кога пропадна комунизмот. Интересно, имаше еден писател, Џорџ Орвел, од англиско потекло, негде меѓу двете светски војни, напиша некои алегорични книги. Едната се вика 1984, другиот се вика Животинска фарма. Тој го опиша еден систем социјален и државен, што фактички го опишува новиот светски поредок каков е во суштина. И ние ги читавме тие книги, можда и некој од вас ги има читано, многу се интересни. Меѓутоа се некако ги поврзувавме со Сталиновата диктатура. Меѓутоа денеска гледаме дека тие книги фактички се многу поопшти. Тие се однесуваат на секоја диктатура. Сталиновата диктатура одамна заврши, но тие книги се се уште актуелни.
промоторите, а ја би рекол дека Орвел сигурно е познал Библијата и бил христијанин и бил инспириран од Библијата. Какви луѓе се промоторите на новиот светски поредок? Тие се безбожни во библиски смисол, идолопоклоници, луциферијанци или масони, нјуејџовци, веруваат во еволуцијата, но имаат некоја побожност, али не е по Бога. Скоро пред една недела, може би, се седев со колеги од факултетот кај што работев, дискутиравме разни работи, почна овој умрел, оној умрел, се разболел, и тие луѓе со докторати, малце помлади од мене, вика, умрел тоа, 3 пати на дрво да чукнам. Што е тоа? Тоа е некоја суеверие. Луѓето не се без религија, но таа религија не е по Бога. Тие се исто така наречени елитисти. Елита се тие. Најчесто се богати, на власт се, или некој ги поставил на власт за да ја туркаат нивната агенда, како што беше Обама. Сакат да бидат значајни во овој живот, да одлучуваат. Тие се лично уверени дека му прават добро на човештвото, но не знаат дека и самите се жртви и на крајот ќе завршат во огненото езеро. Тоа е многу тажно. Нивниот символ е пирамидата на која недостасува врвот. Фактички врвот е антихрист. Често пати таа пирамида е представена, врвот е око, се видече око. Поздравуваат со крената рака со наместен знак, како 2 рога, го викаат тој Бафомет знак. Многу креатори на поп културата, пејачи, глумци, се исто промотори на новиот светски поредок. Целта им е да се позиционира што повисоко во пирамидата, бидејќи пирамидата, знаете како изгледа. Горе има една точка, ама долу има широка база. Значи, се заснива на робство на луѓето, а еден да командува. Еви нешто ќе покажеме. Немам тие слики. И да некоја верзија друга имам овде. Ова е последна слика. Добро, како и да е, на доларот сте виделе таа пирамида како изгледа, знакот на илуминатите. И тие глумци, забавлячи, тие се сликаат со така, прават форма на пирамида, па окото го покажуваат, поздравуваат со така, скреати 2 прсти како 2 рога, да. И така, тоа е. Каков однос Бог има према овие тенденции на човештвото? Вика вака во Софонија 3 глава: и така чекајте ме, вели Господ, до оној ден кога ќе се кренам на опустошување, зашто јас одлучив да ги соберам народите, да ги свикам царствата, за да го излеам врз нив моето негодување, сета јарост на мојот гнев, зашто од огнот на јароста моја ќе биде уништена целата земја. Значи, ќе дојде време на Божиот суд. И понатаму, 2 глава, 3 стиха: приберете се внимателно народи необуздани, додека уште не е дојден судот. Денот ќе мине како трици, додека уште не е дојден врз вас пламенетиот гнев Господен, додека не настапил денот на јароста Господова. Побарајте го Господа сите смирени на земјата, вие што ги извршувате законите негови. Побарајте ја правдата, побарајте го смирението, може би ќе се сокриете во денот на гневот Господов. Дали сме ние смирени или кротки? Што доаѓа во скора иднина? Доаѓа така наречените големи маки или маката на Јакова. Тоа е всушност она опишано страшен период во историјата на луѓето, опишано во Откровението од 6 до 19 глава, до славното доаѓање на Исус Христос. Еве во Еремија 30 глава Господ пророкува дека
евреите ќе се вратат во нивната земја, но ќе имаат голема мака. Ајде во 7 стих само читаме, зашто од тешко голем е оној ден, нема сличен на него, тоа е мачно време за Јакова, но тој ќе се избави од него. Или маката на Јаков. Дали ќе кажеме големите маки или можда поправилно маката на Јаков, тоа е оној период кога Бог ќе го казнува новиот светски поредок, но исто така и ќе ги казнува евреите заради нивното неверие. Во оној ден, вели Господ Саваот, ќе го здробам јаремот негов што му е околу вратот и твоите окови ќе ги раскинам, па повеќе нема да служи на туѓинци, туку ќе му служите на својот Господ Бог и на царот свој Давида, кој што ќе им го издигнам. Која е надежта на христијаните? Надежта е дека Бог сепак ќе ги спаси. Во 3 глава од Откровението има еден стих за Филаделфиската црква. Бидејќи ти го запази словото на трпението мое, јас ќе те запазам од часот на искушението, кој ќе дојде на целата вселена, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Овде вика на земјаните, оние што живеат на земјата. Значи, часот на искушението, тоа е големите неволи или маката на Јаков. А во црквата, другата црква на Тиатира, и веќе и дадов време да се покае за блудството свое, но таа не се покаја. Ете, не ја фрлам во постела, а оние што блудствуваа со неа во маките големи, ако не се покаја за делото своји. Формалните христијани, кои не се Христови, ќе одат во големите маки. И дел од нив ќе се покорат на зверот, ќе опримат жигот, а дел ќе мора да бидат жртвувани. Тие што ќе се жртвуваат, ќе се спасат. Интересно е, ја и друг пат зборував за овие еврејските празници. Со голема деталност се опишани во Стариот Завет празникот на жетвата. Не е тоа празник, него праксата на жетвата. Жетвата, ако добро го проучиме тој поим во Библијата, е всушност жетва на душите, спасение на луѓето. Жетвата не се состоеше во една операција. Жетвата се состоеше од првите плодови, потоа главната жетва и на крајот пабирчење. Пабирчење беше, тој е еден српски збор, значи кога жнееш нивата, нешто клавчиња ќе паднат долу, некои ќе ги бидат изгазени и вика, не ги собирајте сите зрнца, нека остани за намерникот, за сиромавиот да собере. Значи, воскресението на душите нема да биде еден настан, него ќе бидат повеќе. Кога Христос воскресна, тоа беше првиот плод. И Павле вика, тоа е прв плод. А со него пишува Матеј, 28 глава тамо, и се јавија многу, вика, починати, воскресна, гробови се отворија и се јавија во светиот град кај мнозина. Тоа се старозаветни свети луѓе. Меѓутоа, потоа следи жетвата. Жетвата следи кога ќе биде земењето на црквата, зашто вели Светото писмо, 1 Солуњаните 4 глава, 1 Коринјаните 15 глава, дека мртвите во Христа ќе воскресат. Тоа е главната жетва. И верните, оние кои се во Христа, се затишат во тој момент, живи ќе бидат грабнати. А пабричењето ќе биде во големите неволи. Зашто тамо пишува и видов големо мноштво од сите јазици, сите народи, стоја пред престолот со палмови гранчиња во раката и вика, спасението го должиме на оној кој седи на престолот. Тие се кои се во големите маки. Сега да малце кажеме нешто за нашиот став кон новиот светски поредок. Што можеме ние да правиме?
Интересна е случката со Петар, 18 глава Матеј, кога Петар во еден момент на одушување рече: ти си Месијата, син на живиот Бог. И Христос го пофали. Да, рече Петар, тоа Отецот ти го откри. Меѓутоа, малце потаму Христос го искористи таа прилика и почна да кажува дека он мора да оди да страда. И тогаш Петар одма дојде да го одвраќа. И му рече: тоа не сме да биде со тебе. Немој тоа да го направиш. А Господ му рече: бега од мене, Сотоно. Значи, и тогаш Христос ги повика учениците и рече: кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Нека оземе крстот свој, нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби. А кој ја загуби својата душа заради мене и Евангелието, ќе ја спаси. Оти каква полза е за човекот ако придобие цели свет, а на душата свој напакости? Или каков откуп ќе даде човекот за својата душа? Дали ние мислиме како Петар? Дали мислиме да го градиме Царството Божие по-човечки? Ама мнозина денеска мислат: па зарем се ова ќе се запусти, зарем се ова ќе изгори, што народиве го ствараат со векови. Ајде да спасиме земјата и општеството од сите ризици. Мнозина работат на спасување на светот. Меѓу нив има и цркви и теолози, дури добиваат плата за тоа. Сакаат да го реформираат и подобрат овој расипан светски поредок. А што велат? Ајде да ги помириме религиите, да го скротиме исламот преку попуштање, да не се држиме строго до науката за тројството, па тие го почитуваат Исус како голем пророк, мајка му Марија почитуваат. Па ние веруваме во исти Бог, само различно им е името. Да попуштиме малку, да направиме нова Библија, малку да измениме. Сите сме една крв, едно човештво. Да направиме праведно човештво, да се бориме против сиромаштијата, болестите, да ги прекиниме војните. Имаме Обединените нации, нека биде тоа светска влада. Само ни фали еден добар водач. Тие никогаш не зборуваат за гревот. Само зборуваат за некоја демократија, човекови права. Како би личало еден човек, сиромав, да оди под кирија кај некој богат, и богатиот ќе му каже: толку кирија ќе ми плаќаш, таков ќе биде кучниот ред, на 3 години ќе фарбаш, ова, она, а тој се распаше таму, не плаќа кирија, го заградува балконот, руши преградни зидови. Тоа прави човештвото. Господ е газата што го створил овој дом, а човекот прави што сака. Дали ние треба да дадеме подршка на изградба на новиот светски поредок? Никако. Оти вели писмото: тешко му на светот соблазни. Оти соблазните треба да дојдат, но тешко на оној човек преку кој доаѓа соблазната. Влезете низ тесна врата, оти широка е вратата и широк е патот што води кон пропаст, и мнози наминуваат по него. Тесни се вратите, тесен е патот што води кон живот, и малцина го наоѓаат. Имаше една слика, можда сте ја виделе, широкиот и тесниот пат. Една символична слика. Се сеќавам на времето што во Југославија беше отпечатена и имаше по црквите, се продаваше. Имам ја една таква, ама не ми е слободно дома да ја ставам на зид. И таму представен широкиот пат, кафани лево, десно, таму коцкарница, и на крајот некоја војна се води, па топови, нешто нацртани. А таму има покрај планините на тесно патче, на едно место лав напаѓа, врзан со синџир, па и така некои тешкоти. Некој теолог рекол: абе не е ова добра слика за широкиот тесниот пат. Зашто? Вика, па некој можда сакаете мирно да оди по планински пат, да оди да... Таков е човекот, сака да... Него правилно е едно буица луѓе, како кога има демонстрации, кај што одат, човек до човек, улицата полна, а ти да одиш противно. Ете, тоа е тесниот пат.
Како изгледа, кога сите одат во еден правец, ти да одиш спротивно? Како ќе се чувствуваш? Има риби кои пливаат спротивно на струјата на реката, ама тие се створени такви да бидат, има сила. А да пливаш спротивно на струјата треба надприродна сила. Какви ставови некои христијани земаат денеска? Интересно е тоа, баш во развиени земји, може да се најде така на интернет, има реклами, вика, продаваме кит, вика, за преживување, за 1 месец, за 2 месеца, 3, 5, 6, нарачај си, плати си, ќе ти дојде во пластични контейнери жито, ориз, конзервирана храна, можеш да се обезбедиш. И тоа комерцијална работа. Некои христијани купуваат, други продаваат прирачници за преживување. Па да одиш во пусто место, да си изградиш таму една куќичка, па како да ја чуваш храната, како да ја филтрираш водата, како да поставиш соларни панели и ќе преживееш. Веројатно и ќе преживееш и големата неволја, или Третата светска војна, или доаѓањето на тие комети, што сега се кажува дека идат. Меѓутоа, дали ова начин? Секако дека не е. Тие луѓе ништо не прават за Божјото царство. Не се грижат за спасување на души. Тие сакаат со своји средства да се спасат. Меѓутоа, Бог не го благословува човекот што сака со своји средства да се спаси. Во Еремија 17 глава вика, така вели Господ, проклет да е оној човек што се надева на човек и кој телото свое го смета за сила и чие срце се клони од Господа. Тој ќе биде како троскот во пустиња и нема да види кога ќе дојде доброто, па ќе се насели во топли пустински места, во неплодна земја и незгодна за живење. Благословен е оној човек кој се надева на Господа и кому надежта му е во Господ, затоа што тој ќе биде како дрво посадено крај вода, што ги пушта корената своја покрај потокот. Тоа не знае кога настанува припек, лисјата му се зелени и во време на суша не се плаши и не престанува да дава плод. Овие елити што туркаат новиот светски поредок имаат веќе приготвено за себе огромни засолништа во планините, снабдени со сите потреби за живот и осигурани со дебели врати. За случај на Трета светска војна и за случај да се разнишаат небеските сили, тие сметат дека се спремни. Но во Откровението 6 глава 15 стих вика, кажани се нивните молитви. И вика, големците ќе бидат во пештерите планински и ќе викаат на планините, паднете врз нас и спасете не од оној што седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде големиот ден на неговиот гнев. Значи, тие ќе почнат да ги упатуваат своите молитви на вистинско место, но тоа ќе биде веќе касно. Значи, како да се однесуваме? Многу добро, кажува во Римјаните 12 глава. Тој друг пат сме го читале. Вика, љубовта нека не биде лицемерна, отстранувајте се од злото, прилипувајте се кон доброто. Еден спрема друг бидете љубезни, со братска љубов надпреварувајте се во почитување еден кон друг. Во усрдноста да не сте мрзливи, духот да ви биде пламенен, служете му на Господа. Бидете радосни во надежта, во маката бидете трпеливи, во молитвата постојани. Помагајте им на светиите во нивните нужди. Трудете се да бидете гостопримливи. Благословувајте ги оние што ве гонат, благословувајте, но не ги колнете. Радувајте се со радосните, плачете со расплаканите. Бидете помеѓу себе едномислени, не мислете за високи работи, туку држете се смирено, не мислете дека сте мудри. Никому не враќајте зло за зло, размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се возлюбени за себе, туку дајте му место на Божјиот гнев. Оти е напишано, одмаздата е моја, и јас ќе отплатам, вели Господ. И така, ако непријателот твој е гладен, нахрани го, ако е жиден, напој го. Оти правејќи го тоа, ти ќе му натрупаш жар на главата негова. Не позволувај злото да те победи, туку победи го злото со добро. Како да се бориме против новиот светски поредок? Со духовни средства.
молитва, сведочанство. Оти вели Свето писмо, нашата борба не е против крвта и плотта, туку против началствата, против властите, против светските управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Тие што го туркаат ова во суштина се злобните духови, Сатаната и неговите ангели. Но сепак може да се делува на успорување, на случајот со изборот на председателот Трамп е добар пример. Многу христијани се молеле тој да победи, бидејќи неговата програма била враќање кон традиционалните христијански вредности, обнова на христијанството. И верните христијани многу се молеле, оние кои го сватиле на тоа. Интересно, статистиката покажала дека тие гласале за него, оние одма после Втората светска војна, таа така наречената беби бум генерација, можда мојата возраст, околу 6 до 70 години, тие биле на повисоко духовно ниво, но исто така и се обавестувале преку алтернативни медиуми, не оние мејнстрим медиуми кои многу лажат, и имале многу правилен став, додека помладите или опште не излегле да гласаат, а после пак демонстрираа, платени од Сорос, да се руши Трамп. Дали Трамп ќе остане, ние не знаеме, но во секој случај ние не треба да се опуштиме, обично човекот така се опушта, сега добро, се спасивме, зашто не знам како вие го чувствувавте, али овие неколку години последниве, може и деценија, мене страф ме фаќаше. Такви некои промени во идеологијата се случија, што неверојатно нешто. Ние сите што сме постари сме просто зачудени. Бракови хомосексуални, не знам што. Па луѓето не приметија дека им се зеде и слободата на говорот. Го измислија тој поим hate speech или говор на омраза. Тоа значи не смеш нито да кажеш што не е одобрено. Макар да е вистина, ти не смеш да го кажеш. Ќе завршиш во затвор. На времето на комунизмот имаше, ако некој не верува во комунизмот, тој беше политички неподобен. Тоа не ми се гледа толку страшно колку ова сега што беше. Бог казнува има многу добри поуки во Новиот Завет, во Петар има добри поуки, Прва Петрова. Ако страдаме за христијанските вредности, вика, тоа е право. Никој од вас да не страда за криминал. Има еден стих што вели во Прва Петрова, оти време е да почне судот од Божиот дом, и ако почне најнапред од нас, тоаш каков ќе биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божиото евангелие. И кога праведникот едва се спасува, тоаш безбожникот и грешникот каде ќе се јави. Ако ние имаме сила, да речеме за некоја акција или средства, пари, што ќе правиме? Дали ќе се уклучиме во некоја политичка партија која ќе го руши овој владетел, да дојде некој друг? Па ако тој се сруши, другиот ќе биде може ист како него или полош. Ние таму не треба да си трошиме силите. Ние, како што вели Петар, судот да почне од црквата Божја. Во црквата Божја многу работи се неправилни. Има такви тенденции што ја рушат. Па доаѓа, дискутираат луѓето сега јога во црквата. Па не знам, поп музика во црквата требало. Каков став ние ќе заземиме? Подобро да нашите сили да ги насочиме кон црквата, кон сведочанството, да биде чиста. Пред 2 дена на пазарот тука бев излегов на клупа да се одморам малку, еден постар човек ми пристапи, така, општи муабети, ја нешто спомнав за Бога, за верувањето, и тој почна така
да кажуват како тој многу побожен, живее во Драчево. Жена му се сонила во село тоа и тоа. Па испада дека сме од истиот крај родом. Мојот крај е Прилепско. Ги знае овие, ги знае оние, сите ги знае, си разговаравме пријатно. Па вика, и се сонила на жена му да се изгради црквиче во тоа и тоа село, во тоа и тоа двориште. Ама тој газата не давал, жена му не давала, па умрел. Едниот умрел, другиот, демек затоа што не давале, умрел. Па на крајот нашол некое општествено земјиште во селото, отишол во Долнени тамо, го прашал градоначалникот, може да правиме црквиче, може да правите. И тој нашол некој мајстор, го пазарил црквичето за 2000 евра, некој мало црквиче. И тој го правил црквичето, овој му плаќал како што било договорено, ама изгледа не стасале пари и на крај се скарале, рекол дај ги дајш парите, јас трошок сум направил голем и така некои детали не биле довршени, ама овој човек жртвувал многу. Меѓутоа зашто да жртвувал? Исто како оние што бегаа во планините да градат сами да се спасат со своји сили, така и овој побожен, ама што? Ни една душа не се спасила од неговите пари, а го коштало 2000 евра, вика, дал на човекот. Зашто сакам да кажам, ние и кога имаме сили и средства, и ако треба да пишеме писмо, протест за некој неправилен закон, ако имаме сила да го направиме тоа, ама поќе да гледаме да допринесеме во црквата. И со нашата служба, и со нашето сведочанство, и со нашите пари, а наместо да ја трошиме силата во светот. Еве еден добар пример ќе ви дадам на дека ние ланска година кога имаше многу избеглици, оваа втора баптистичка црква веројатно дошле до некои средства, превеле делови од Светото писмо од Новиот Завет на арапски и набавиле и оделе делеле на тие арапи што иделе. Ако друго ништо не можеле, тоа што го направиле е добро. И друго, значи, што ви кажал уште, дека Бог казнува. Ние не треба да кажеме дека не казнува. Вие знаете дека како цунами имаше во Јапонија, ајде Јапонија е економски јака земја, многу, никој од нас не побара помош. Цунамито од 2004 година од Индонезија дојде дури до Цейлон. 150.000 загинаа. Во Хаити, тако страшна земјотрес, имаше 300.000 луѓе загинаа. И овој свет вика, о, спасувајте, видете каква трагедија. Да, трагедија, навистина. Ама многу мисионери во Хаити викале толку тежок терен, таму вика вуду религија има и католици. Неќе да слушаат за Бог, вика. И Бог ги казни, Бог казнува. А ние како христијани не треба да речеме не помагаме, ќе помагаме, ама во джебовите ќе ги наполниме со трактати, делови од Новиот Завет и ќе делиме. Ние тоа треба тие несречи да ги сваќаме како прилика за сведочење. И на крајот, можда многу задржав, тоа е всушност, можда истото да се формулира и поинаку, дека Бог ќе го суди новиот светски поредок, многу добро сведочи вториот псалм. Вториот псалм, месијански псалм викаат, ама зборува за судот Божи. Мене ми е омилен тој псалм. Зашто па за домашна работа, прочитајте си го вториот псалм. да не биде многу тешко. Навистина е чудесен псалм. И дури таму има една Божи сарказам. Бог им се подбива, вика. Тие, вика, ќе ги скинеме оковите, синџирите и јажињата, ама Бог, вика, им се смее. Тоа е судбината на тие. Мнозина од нив веќе завршија во огненото езеро.
И на крај заклучок, да сватиме дека новиот светски поредок е согласно со Божиот план за овој свет. Да сватиме дека ние не можеме да го запреме. Да не се нервираме заради неправдите, нелогичностите, неприродните закони, уништување преку тероризам, ГМО, вакцини, предизвикување на нереди и војни од новиот светски поредок, мешање на нациите и расите, расипување на децата преку лошо воспитание, рушење на семејството. Ако имаме сила и време да протестираме, може, но да не очекуваме некои резултати, да не го, сите сили да не ги трошиме на тоа. И на крајот да ги држиме позициите што сме ги зазеле, лесно да не попуштаме додека Господ не земи, да не се плашиме и повлекуваме, да не веруваме како некој што проповеда дека црквата ќе мине низ големите неволји. Па зарем кој зет ќе дозволи невестата што ја зема да му ја тепаат? Бог нема да дозволи да биде поруган. Тој секогаш има спас за своите чеда. Случајот на Рахава, на Лот, како што пише во Откровение 19 глава, неговото царство ќе биде вечно и ние ќе учествуваме во него. Да се држиме до Библијата и да познаваме добро, да се молиме за себе и за другите, да сведочиме, да му служиме на Господа. Амин.